17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа среда одбравте да бидете на фреквенцијата Сонце, да проследите уште едно најново издание од емисијата од своја страна. Мојата денешна гостинка и соговорничка е основачна себесложувалка, центар кој што нуди повеќе услуги од областа на менталното здравје, меѓу кои психологијата и психотерапијата, како и едукација во овие исти области. Извршува повеќе хуманитарни активности кои што имаат за цел креирање промени во општеството. Станува збор за магистар Тијана Ивановска, психолог и гешталт психотерапевт. Тијана, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна. Благодарам, Викторија. Како сте? Па, супер, работно. Така, претпоставам со многу обврски периодов. Ви благодарам што најдовте време еве да издвоите време за токму една важна општествена тема. Темата на која што ќе говориме денес и која што јас ја одбрав е важноста на менталното здравје во модерниот свет, односно во модерното секојдневие кое што сите го живееме. Но ајде да почнеме од почеток, зошто себесложувалка? Па, сакав да биде име кое што мене ќе ми биде значено и веројатно јас сум и кумата на себесложувалка, се случи многу спонтано тоа име, но не сакав да биде нешто кое што ми е веќе видено некаде. Сакав да биде уникатно и да биде значено за нас како луѓе и како народ, така да потоа од себесложувалка извадивме многу изведенки кои што се однесуваа на менталното здравје, како себе љубов, например. Себе лексикон, што ни беше рубрика за зборови и така натака. Така да ми звучеше инспиративно и доста значено, а и поврзано со она кое што се стремиме да го постигнеме. Кон што се стремите тие, на која вашата првична цел и визија на токму еден ваков центар кој што нуди повеќе услуги во областа на менталното здравје? Па, сметам дека себесложувалка е многу повеќе од фирма. Тоа е повеќе идеја и начин на живење. Она кое што ние го шириме преку нашето работење е една идеја и пример за етичко работење и работење во доменот на една скромност и на една приземјеност. Инаку главната цел и визија е да ние искреираме една посвесна нација, да помогнеме да се подигне колективната свесност преку користење на она што најдобро знаеме да го правиме сите кои што сме членови во тимот. Најчесто тоа го правиме преку бесплатни едукации на социјалните мрежи, снимање на видеа, еден тон нови содржини кои што ги подготвуваме. Не би сакала да ги откриам за да бидат изненадување. Така што сметам дека психологијата и генерално знаењата за менталното здравје не би требало да бидат привилегија за богатите, туку треба да бидат достапни за секој човек, затоа што секој заслужува да знае што му се случува во душата и да има пристап до некакви базични знаења за истото. За себесложувалка ќе кажете дека сакате да бидете еден центар кој што ќе ја смени она слика на тет-а-тет клиент и од другата страна нели стручно лице. Како успевате во тоа да бидете уникатни и да понудите еден поинаков пристап од сите оние кои што веќе не се познати? Па јас сум голем креативец по природа. Ме нервираат шаблони, не сакам шаблони. Сакам се што е ново и се што е автентично, сакам оригинални идеи, дури кога звучат чудно. Идејата беше да ние ја споиме психологијата со најразлични нешта, па затоа тргнавме да ја поврзуваме со дизајн, со уметност, со музика, со поезија. Имаме колега кој што пишува поезија во тимот, кој што е психолог, исто така и пее, имаме и колеги што свират на инструменти, буквално да се даде една сосема нова димензија и да едноставно луѓето имаат можност да видат колку психологијата е присутна во секоја сфера од нашето живење, не само кога доаѓаат на индивидуална сесија. Така што се надевам дека го постигнуваме тоа и сметам дека никогаш не е доволно, секогаш може и повеќе да се направи, но лично сум доста задоволна од местото на кое што стоиме и барем во голема мера се чувствувам дека лично сум ги исполнила моите желби во целост.
психолог, психотерапевт, гештал психотерапевт. Како да направи лаички наједноставно гледачот дистинкција помеѓу сите овие термини и кој е најдобриот избор за нас? Како најлесно да го одредиме стручното лице кое што нам ќе ни одговара? Во глобала оваа тема е доста горлива тема, затоа што особено по пандемијата со ковид во светот се појави еден наплив на голема побарувачка за работа во доменот на менталното здравје. И тука навистина се случи едно големо, да кажам, една голема конфузија во поглед на тоа што кој работи, што треба да работи и што смее да работи, а што не смее. Ние како држава се уште стоиме, верувам дека стоиме на едно доста добро место во поглед на ингеренциите, но сепак суштинската разлика е тоа што 4 години на психологија нас ни даваат титула на дипломиран психолог. Меѓутоа, ние немаме стручна спрема за подготовка за индивидуално советување на луѓе. Генерално, тоа е познат факт дека факултетот ни овозможува да добиеме едни базични знаења, едни основи за тоа што е психологија и каде може да се применува и така натака. Но кога се работи за индивидуално советување и за психотерапија, навистина е потребно да се има поголем опсег на знаење и на едукација со цел да бидеме посоодветни за тоа место. Сега кога зборуваме за психотерапевт, тој е човек кој што завршил едукација за психотерапија, која што често пати, например, јас ја имам земено за време на моите студии, а постојат луѓе кои што ја запишуваат и по завршувањето на студиите. И всушност таа едукација ни помага да ние се стекнеме со лиценца која што потоа ни овозможува да работиме како психотерапевти. Често пати луѓето се бунат дека психотерапија зборчето е терапија за психа. И дека тоа е всушност нешто кое што е апстрактно и дека ние самите можеме да си смислиме некоја терапија за психа. Но тоа не е така, затоа што во стручно значење на самиот збор психотерапија ние зборуваме за правци и за модалитети. Како што е гешталтот кој што јас го имам завршено, како што е когнитив-бихевиоралната психотерапија, каква што е јунгијанската, системска семена, трансакцијска анализа и многу други правци кои што всушност се конципирани и се има точно кои методи и техники се учат за вие кога ќе седнете со некој човек, точно да знаете што да зборувате и да прашувате, да добиете една концизност, бидејќи психотерапевтскиот разговор не е само еден обичен диалог во кој што ние си нешто си кажуваме, туку тоа е во главата на терапевтот, тоа е систематизиран разговор кој што ние точно знаеме со која цел и во која функција го водиме. Така да тоа е од позиција на психотерапија. Психотерапијата е доста захтевна затоа што потребно се долги години за да се заврши, минимум 4 до 5 години најчесто се некој, да кажеме, златен стандард. Најголем дел отпаѓа не само на теориско учење, но и на индивидуални сесии, односно идниот терапевт да работи како клиент на себе, со цел да може да исчисти се што има во сопствената позадина, за да влезе со една чиста ментална состојба во идните сесии со неговите или незините клиенти. Така да, токму затоа и е захтевен патот за постанок на психотерапевт и сметам дека така треба и да остане, затоа што е навистина комплексна професија и човек треба да е подготвен на се. Психијатрите се дипломирани доктори, доктори по медицина, кои што специјализираат психијатрија и конкретно се устручени во поглед на психофармакологија и дијагностицирање на психолошки расстройства.
Токму така. Ти благодарам за ова објаснување за нашите гледачи. Живееме во еден брз свет, свет кој што брзо време, кој што наметнува многу обврски, многу секојдневни предизвици. Кои се првите знаци кои што укажуваат дека можеби е потребно да посетиме психолог? Па, искрено, човек сметам дека е тешко во ова денешно време да разграничи што е нормално живење, а што е први знаци на нарушено ментално здравје, затоа што ние некако во последно време учиме да го правиме ненормалното нормално и да едноставно живееме во еден постојан стрес, во еден постојан емоционален набој, еден постојан немир кој што не прати и е наметнат како таков од самото брзо живење и брза динамика. Меѓутоа, генерално постојат одредени индикатори кои што може да укажуваат на тоа дека е време да малку поработиме на себе. И тоа не мора секогаш да бидат некакви симптоми, затоа што најчесто луѓето кога доаѓаат гледаат прво во симптомите, срцебиење, гушење, паничен напад, чувство на немир и така натака, несоница. Затоа што тогаш веќе имаме една ескалација на ситуацијата, но доволно е човек да не се чувствува среќно со она што го прави, доволно е да не се чувствува задоволно сам со себе за да дојде и да работи на своето ментално здравје. Во глобала јас би кажала дека најдобар знак за доаѓање на психотерапија е чувството на потреба за промена. Кога ние стоиме на место каде што сакаме нешто да промениме со нашиот живот, а немаме баш јасни наоди и насоки во кој правец да се движиме. Колку сме трпеливи во целиот тој процес и дали очекуваме на првата сесија можеби резултати и подобрување на нашата состојба? Колку е потребно целиот тој процес да биде трпелив? Па, многу е потребно и секако дека не сме трпеливи. Повторно ќе кажам, јас никош не ги обвинувам луѓето, тоа е едноставно наметнато. Живееме во свет каде што Инстаграм и Фейсбук како социјални платформи заклучија дека е добро да ни го тренираат мозокот со 15 до 60 секунди видеа, па на тој начин ни го кратат вниманието и концентрацијата, а со тоа и трпението в голема мера. И онда мене ми е многу разбирливо зашто кога човек ќе дое на сесија не може да биде трпелив и да едноставно работи на себе конзистентно. Во глобала значено е, и тоа е нешто кое што јас го кажувам уште на првата средба, дека јас не сум магионичар и дека не сум терапевт кој што е како некој лайф коучови од типот на Тони Робинс, што тука ќе направи нешто и од тоа нешто клиентот ќе се чувствува дека готово се трансформираше животот. Баш напротив, јас се доживувам себе како системски терапевт кој што е доста темелен и трпелив. Јас сум трпелива со моите клиенти и тоа е начинот на кој што и тие учат како да бидат трпеливи со себе. И пред се учиме како да ги вреднуваат малите чекори напред. Затоа што всушност големите промени се составени од голем број на ситни промени што ги правиме на дневно ниво. Така да. Ги споменавме овде социјалните мрежи, Facebook, Instagram еве конкретно. Овие мрежи дефинитивно создадоа една погрешна можеби слика за се она кое што се случува, ни наметна некоја потреба од постојано да сме позитивни, постојано се да ни е на дофат, да имаме се, да сме од се задоволени. Како ви доаѓаат ли клиенти што еве токму од ова се жалат дека се е совршено во тој некој свет, а кај нив не се случува истото и дека се незадоволни, еве ќе кажам? Апсолутно, тоа е многу застапено, особено во помладите генерации, кои што проаѓаат низ еден тон екзистенцијални кризи, пробувајќи да сватат што е тоа што им фали за да бидат како оние луѓе кои што ги гледаат на социјалните мрежи. Но во голема мера не се само мрежите тие кои што го налагаат тоа. И воспитувањето на родителите е присутно, и образовните системи кои што апсолутно не ја поддржуваат автентичноста на учениците. Ние имаме образовни системи во кои што се смета дека треба еден пристап во предавањето и образованието да важи да одговара за сите ученици. Немаме индивидуални програми кои што стимулираат одредена насока за учениците, која што е нивна,
одреден талент, така што ние не правиме ништо за да ја стимулираме различноста на младите и автентичноста, нивната вистинска автентичност. И потоа социјалните мрежи се само као едно капаче на сето тоа кое што они го живееле уште од како се родени. Така да модерното општество тежне е кон тоа да настава сите во фиока и во кутија, и социјалните мрежи само ги гледам како можност за профит од гигантски компании кои умешно го искористија тој, да кажам. Дефинитивно умешно. Овде имам запишано во последното истражување за менталното здравје, вели секоја втора тинејџерка на 15 годишна возраст во земјава се чувствува осамено подолг период во годината, а 13 годишни девојчиња се нервозни и тоа го изјавиле повеќе од 30% од нив. Како е можно 13 годишни девојчиња да се нервозни? Како ќе го прокоментирате од стручен аспект? Па можно е, затоа што прво најголем дел од тинеџерите, ова е тинеџерска популација 13-15 години, најголем дел од нив проаѓаат најголем дел од времето на социјални мрежи. Седењето на телефони и на компјутери и на интернет најчесто е поврзано и со пасивност, со седење во место, неправилно користење на телото. Нашето тело е дизајнирано и еволуциски се уште работи тоа во позадина да ние проаѓаме што е можно повеќе време надвор. Нас не треба физичка активност, нас не треба телесно празнење, со цел да се ослободиме од таа емоционална напнатост и нервоза, што би ја рекле народски. А каде ја наоѓаме вината токму за овој податок? Може би кај родителите, тука ќе го споменеме и образованието, или тоа е еден зачаран круг на кој што навистина му требаат промени? Апсолутно по мене е зачаран круг, затоа што прашањето од каде почна сето тоа е веројатно прашање како кој е прв, дали е јајцето или кокошката. И родителите, јас исто така не ги обвинувам во цело, затоа што сметам дека и тие се борат и прават најдобро што знаат за сопствените деца. Меѓутоа, ниту еден родител не добива скрипта како да биде добар родител и нормално е да се прават и грешки. Родителите се растрнати на 1000 страни во обид да екзистенцијално го износат тој товар на семејството. И не сметам дека го имаат капацитетот да се посветат на буквално секој аспект од живеењето на децата. Така да, културата на користење на телото е нешто кое што може би треба да се стимулира и од други места. Например, на училиште ние имаме една фронтална настава во која што децата 45 минути седат. Која е улогата на училишниот психолог? Па улогата на училишниот психолог е да советува и да на некој начин биде вклучен во сите во сите процеси за менталното здравје во склоп на образовните установи. Така што нормално не може училишниот психолог да биде наставник по физичко образование, меѓутоа може да прави разни иницијативи со цел да ја крене свесноста на учениците за важноста на користење на телото и на физичките активности, а меѓу другото и не само вежбањето како такво, туку и поменувањето време на отворен простор. Затоа што ние веќе проаѓаме премногу време во затворени простории, без разлика дали гледаме во работни ангажмани, во образовни системи, ние сме постојано во затворен простор. И нашето тело под број 1 му недостасува кислород, значи ние немаме кислород. А под број 2 ни недостасува сончева енергија. Чинам како работите нагло да се смени, како да се смени оној начин на живот, еве конкретно ние до неодамна бевме во тие клупи, чинам како да не беше вака како сега што е. Што толку брзо, дали можеби технологијата, сето тоа си го зема данокот, каде да го најдеме? Апсолутно, ние имаме огромни промени во технолошкиот развој на човештвото, кој што неминовно наметна различни начини на живење. И тоа е сосема во ред, само што ни треба малку време да се адаптираме и да се некако наместиме во сето тоа. Јас секогаш велам дека за се постои употреба и злоупотреба. Како и за храната, пијалоците, така и за социјалните мрежи, и за интернетот и за технологиите. Значи, прашање е што ние користиме за како потреба, затоа што имаме потреба, а
што користиме за злоупотреба, односно што злоупотребуваме од она што ни е овозможено. Колку е подигната свеста на македонците за значењето на професијата психолог и за одењето на психотерапија? Па мислам дека во голема мера е подигната и особено сметам дека последниве неколку години и ние како психотерапевти, како психолози сме доста активни на сите полиња и вие како медиуми доста не вклучувате во вашите емисии. Се почесто се зборува за менталното здравје и во голема мера тоа ги ослободи луѓето од онаа стигма на табу тема страф. дека Баш така, табу тема. Така да мислам дека одиме во добра насока. Тие оди ли психологот на психолог? Апсолутно. Психологот оди на психолог и треба да оди на психолог, затоа што и ние како професионалци имаме свој личен живот, доживуваме одредени падови и подами, доживуваме загуби, доживуваме емоционални рани, кои што само пошто го работиме тоа, не значи дека сме имуни целосно на таквите животни настани, исто како што не е имун секој доктор, онколог на заболување од канцер. Така што можеби ние знаеме подобро да го идентификуваме тоа, зборувам за оние колеги кои што работеле на себе и кои што навистина се запознале себе во процесот на таа едукација, можеме побрзо да го идентификуваме кај себе проблемот и предизвикот и промената и на тој начин и да реагираме побрзо и посоодветно. Со тек на време, после да кажеме одреден период работење на себе, веќе креираме свесност која што ни помага во секојдневното живење, па онда се намалува потребата од редовно посетување на психотерапевт. Но дека апсолутно има потреба во некои сегменти, тоа стои. Мене ми, например, култура на живење, да кога јас имам некоја екзистенцијална криза, не одам веднаш да ги трујам пријателите, туку пофункционално ми е да разговарам со мојот психотерапевт со цел да видам прво јас каде стојам, а потоа нели ќе го споделам тоа со моите пријатели. Токму така. Психолог и гешталт психотерапевт, меѓутоа и магистар по менеджмент на човечки ресурси. Меѓутоа и човек кој што вели дека сака да се занимава со маркетинг, со социјални медиуми, како сето ова го поврзувате со вашата примарна професија, колку ви помага знаењето можеби за маркетингот, за дизајнот, за социјалните медиуми, активни сте и на Инстаграм, еве и таму ќе го поврземе ова прашање. Имате веќе платформа на скоро 20 и нешто илјади следбеници кои што следат и се информираат за менталното здравје. Па мене ми е тоа, да кажам, еден вид на креативен аутлет, еден вид на креација која што ми помага да се чувствувам своја на работното место. Начинот на кој што јас се работам професијата, сметам дека е во голема мера еден мој личен стил на работење и верувам дека секој терапевт треба да го негува сопствениот стил, затоа што не е идејата сите да сме исти и сите да сме јајца на јајца во работењето. Можеби користиме слични техники во зависност од модалитетите што сме ги завршиле, но не сметам дека треба да се изгуби таа автентичност и таму некаде дизајнот и маркетингот и менеджирање на социјални мрежи и дигитален маркетинг мене од секогаш ми биле предизвик, затоа што тоа е начинот на кој што јас му се обраќам на светот и начинот на кој што можам да направам позитивно или негативно влијание врз масата, врз народот. Со самото растење на популарноста кај социјалните мрежи се отвори простор да луѓето влијаат врз народните маси на ваков или на онаков начин. Јас се надевам дека го користиме тоа за добри цели, барем тоа е мојата кауза и мојата желба. На тој начин на кој што го претвараме, барем јас се трудам да го претвориме времето поминато во скролање на интернет или на Инстаграм во нешто конструктивно. Понекогаш е доволно човек една реченица да прочита, која што ќе го подзамисли, па можеби ќе го стимулира да направи некаква промена. Така да генерално сметам дека таа склопка е моја лична
мое лично доживување на себе и стил на работење и на живење. Кои се стручни профили на лица го сочинуваат тимот на себе сложувалка? Ајде, вака се надам дека нема никого да заборавам. За почеток да споделам дека ние имаме две канцеларии, едната е во Скопје, другата е во Кавадарци. Во Скопје сме јас, колегите Никита Попова и Тамара Стојчевска, потоа се колегите Никола Дуковски и Стефан кои што работат со дечиња, колешката Душица Цандова и колешката Елена Ставрова, а во Кавадарци се колешките Анастасија Танева и Радица Вареловска кои што се психотерапевти исто така. Така, споменавте деца, тоа се посебни профили на психолози кои што работат, детски психолози претпоставам, кои што стриктно работат со деца. Имаме конкретно за гешталт терапијата ме интересира, ајде да објасниме што нуди гешталт терапијата, кој се ви се обраќа? Гешталтот е еден модалитет, еден психотераписки правец кој што по мене ми се допаѓа затоа што е доста длабок и доста темелен. Идејата е дека гешталтот влегува во корените на она што се појавува и ретко пати се бави со она што е површно и она што е, да кажеме, едноставно. Гешталтот е комплексен, навлегува во длабоко во човечката психа. Идејата му е да расклопи за да може да склопи функционално. И тоа е еден процес кој што трае, секако тоа расклопување не е некаква патологија. Туку е буквално еден вид на преиспитување на се она што ние сме во моментот кога сме почнале да работиме со психотерапија. Инаку, јас им го објаснувам на клиентите, бидејќи на германски во превод значи форма, гешталт. И од тука, всушност, идејата е да кога вие се обраќате на гешталт терапија, доаѓате со нешто што ви е на вас видливо, како тахикардија, анксиозност, немир, незадоволство. Преку гешталтот креирате форма на тоа што ви се случува и креирате свесност за себе. Учите која низа на животни одлуки и настани ве донеле на тоа место на кое што сте. Така да гешталтот има баш освестувачка функција и помага да вие се запознаете себе и да си станете пријатели. Луѓе кои што во иднина ќе бираат одлуки, ќе прават животни промени што се во склад со себе, не во склад со се она што сме го присобрале во текот на нашето растење. Зошто токму себе и дали е потребно навистина себе да се ставиме на прво место денес? Апсолутно, во секој можен аспект. По мене концептот за себе љубов ние го воведовме како себе сложувалка. Тоа е кованица која што не постои во македонскиот јазик. Први ние почнавме да користиме. Концептот за себе љубов е всушност длабоко прифаќање и сакање на себе си. И тоа е нешто за кое што човек е потребно да помине време и да вложи енергија за да го постигне. Затоа што живееме во едно општество кое што константно ни наметнува потреба да сме незадоволни сами со себе. Чувство дека може повеќе, дека треба повеќе, дека може подобро. И онда концептот на себе љубовта е као еден противотров на сето тоа. Затоа што човек кој што се сака себе и човек кој што е задоволен од себе, е човек кој што има капацитет правилно да помогне на другите, правилно да даде емоционална поддршка, да не злоупотребува, да не манипулира, да прави добро за себе и за светот и за општеството во кое што живее. Така да тоа е главната суштина на... Се вели дека мирот е навистина скапа работа. Кој е најдобриот лек за внатрешен мир и за урамнотежени емоции со себе? Себе љубовта. Себе љубовта. Од тука се почнува и се завршува. Тијана, еве при самиот крај, кои се идните, следните активности на себе сложувалка, дали може би да ве очекуваме и во другите градови, да се ширите, што ви е еве на агендата вака накратко, начално да откриеме може би пред нашите гледачи?
Сега за сега не сме правеле некаков концепт за ширење во другите градови. Се надевам дека ќе се отвори простор за тоа. Генерално во моментов работиме на голем број проекти кои што се надевам дека ќе дадат позитивни резултати. Во моментов работиме на два проекти кои што се поврзани со училиштата, и средните и основните. Во основните училишта го почнавме проектот Антибулинг армија, во кој што се работи на врсничка интервенција при булинг со сите основни училишта од општина Карпош, има 10 на број. А покрај тој проект ја работиме и пилот програмата за ментално здравје за средношколци во соработка со Младите можат, младинско здружение. Ние сме креатори на програмата и таа програма веќе беше пилотирана во 5 средни училишта во Скопје. Оваа година ја пилотиравме и во Битола. Следната година ќе видиме кои градови се наред. Така да тука е ставен фокусот во поглед на да кажам позначајните промени општествени. А на ниво на себесложувалка, јас работам на неколку изненадувања поврзани со социјалните медиуми. За сите оние кои се радуваат што не има, да ви израдувам, ќе не има уште повеќе. Така да се трудам да се вратам повторно на онаа моја прва љубов, на зборувањето, на креирањето содржини за сите. И се надевам дека многу брзо, за некоја недела, ќе имате можност да ги слушнете првите новитети. Тие на претпоставам вашата професија бара постојано надоградување, постојано посета на обуки, семинари во тој дел, меѓутоа се надевам дека одвојувате време за себе, дека имате време со можеби со утринското кафе да се читнете нешто настрана од психологијата. Па затоа овде се моите пријатели од издавачката куќа Арс Ламина. Јас сакам да ви ја подарам оваа книга, овој роман од нашата Оливера Николова, Адамовото ребро. Се надевам дека ќе најдете време и дека ќе Благодарам многу, баш ми е драго. Ги ценам македонските автори. Така, токму тоа е и нашата цел со Арс Ламина, да поттикнеме читачки навики, да поттикнеме читање на македонски автори. Многу сум благодарна за овој муабет и овој разговор денес. Благодарна за времето кое го одвоивте да бидете дел од своја страна. Ви честитам за се досега што имате постигнато. Секогаш ќе бидеме на ваша страна кога се говори за менталното здравје, бидејќи незалудно се вели дека колку ни е физичкото, толку ни е менталното здравје. Важно и значено. Тијана, се гледаме во некое наредно издание. Благодарам, Викторија, се гледаме повторно. Почитувани гледачи, магистар Тијана Ивановска од Центарот за ментално здравје себесложувалка. Се надевам дека со овие 30 минути успеавме да допреме до вас и да го задржиме токму и вашето внимание. Овде ќе ве поздравам, ќе се ја поздравам и мојата шминкерка Самра и Мери и секако ќе ви закажам наша наредна средба за 7 дена од сега.